Каде исчезнале парите кои од сметка на Министерството за транспорт и врски биле уплатени во Штип? Истите биле наменети за подобрување на положбата на ромските семејства сместени во зградата на старото нервно оделение. Одредени средства биле пуштени, меѓутоа проектот и средствата не се реализирани. Да видиме дали е навистина направен проект, дали навистина се пуштени средства, кај се пуштени. Значи ќе поведеме истрага по однос на овие средства. Затоа што тоа е работено во време кога што јас не бев министер. Околу 20 на ромски семејства веќе 5-та година поред се наоѓаат во зградата на старото нервно оделение во Штип и живеат во субстандардни услови. Тврдат дека досега конкретна помош не добиле. Не, немаме. Не. Услови немам ништо добиено, немаме пари добиено, ништо. И тука ичи не е добро и за децата. Децата се разболијат тука. Накај 50 деца има тука, да ти кажам. И сите деца се разболија. И керка ми е исто болна. Обекеа зградите се праени. Значи може одма да ве средим. Значи ние добиме една надеж, значи викам ај фала му на Господ и нас Господ не слуша. Значи и тоа пропадна. Во меѓувреме, шанса за подобрување на нивната положба се средствата од подпрограмата 11, наменета за поддржка на стратегијата и декадата на ромите, која е во рамките на Министерството за транспорт и врски. Од тек се определувањето на критериумите и методите за распределување на средствата, а што се наоѓаат во транспорт и врски, а за решавање на инфраструктурни и комунални проекти. Сметаме дека во наредната година, доколку овие средства кои што ги имаме за оваа година, кои што треба да ги распределиме, успешно ги распределиме по изведен проект за овие лица, проблемот сметам дека ќе го решиме. Од Министерството за транспорт и врски информираа дека засега немаат податоци дека пари за проект за реконструкција на нервното оделение во Штип биле предвидени. Оттаму истакнуваат дека годишно за декадата на ромите преку нив се исплакени по 10 милиони денари, но истите биле наменети за покривање на трошоци за водоводни и комунални проблеми.